Бидејќи господинот Заев милува да каже дека е кандидат за премиер и дека ќе биде премиер после 11 декември, сметавме дека е добро Никола Груевски и Зоран Заев да ги одмерат силите во една изборна единица, во случајов тоа е четворката, како премиерски дуел и да видиме кому народот повеќе му верува, кому повеќе му тежи зборот и кој ќе ја добие довербата на граѓаните да биде премиер на оваа држава. Политичарите кои што изгубиле доверба во својот народ и знаат дека не можат да очекуваат повеќе гласови од своите сонародници, прават некои трикови, некои ветувања, лажни или ризични, за да добијат повеќе гласови или некои гласови од другиот етнос. Во овој случај сметаме дека таков еден ризичен потек прави господинот Зоран Заев, кој што нема концепт економски, нема концепт за инфраструктура, земјоделие, програми, планови, рокови во кои што би исполнил нешто во својата политичка работа и тоа што нема доверба и нема добра економска програма сака да го компензира со ветување на меѓуетничка основа. Не е нешто ново за СДСМ, знаеме кога имаше потреба, го сменија името на Република Македонија само за да останат на власт, го сменија и знамето на државата само за да се додворат на некои фактори, ја сменија и територијалната поделба на општините, ги продадоа и Струга, и Кичево, и Скопје двојазично, и Долнени и така натаму, само за да си обезбедат за себе некоја политичка кратка корист и во овој случај остана јазикот и унитарност на државата, нешто што тие сметаат дека треба да го продадат или да го трампаат за да добијат власт. Но власта не се добива со лажни ветувања на меѓунационална основа, се добива со работа, со програма и со постојаност во убедувањата кои што ги давате на граѓаните. Тоа господинот Заев го нема за жал и ние сметаме дека на Македонија не и треба двојазичност, не и треба редефинирање, не и треба федерално уредување и требаат нови работни места. И за христијаните, и за муслиманите, и за членовите на ВМРО ДПМН, и за тие на СДСМ, и за определените, и за студентите, и за пензионерите. Треба многу работа и конкретни дела, а вакви меѓуетнички некои трикови, некои празни ветувања, сметаме дека не доликуваат на еден сериозен политичар кој што сака да биде премиер.